Почитувани граѓани, зад нас е 2015 година, пред нас новата 2016. Секој од нас од годината што измина ќе носи спомени, лични и семејни, приватни и професионални. Повеќе или помалку убави, добар успех, принова во семејството, загуба на близок, промоција во кариерата, превовработување. Емоции како во секоја година. Таков е животот. А сите ние сме луѓе и низ емоции и лични судбини и предизвици го живееме. 2015-та беше година на вонредни предизвици, неочекувани проблеми, но и година на многу постигнати успеси. Во светски рамки, тешка, со нараснати тензии, војни, конфликти, терористички напади, но и понудени решенија за глобалните предизвици. На домашен план, во однос на политичките случувања, 2015-та беше многу тешка година. Година во која се случи политичката криза, сигурно најтешката во историјата на независна Македонија. Откако желбата да ја собори оваа власт, некого го натерава незаконски и криминално да организира и да снима телефонски разговори на голем број политичари и јавни личности, кои откога биле добро спакувани, во смисла едитирани, ставени во различен контекст и создадени наменски креирани материјали. Со месеци беа оружје со кое се сакаше да се постигне јасна политичка цел – промена на власта во Република Македонија. И тоа на само неколку месеци преходно избрана од убедливото мнозинство граѓани на Македонија, на организирани избори, кои никој друг, освен нашиот политички опонент, не ги прогласи за нефер или недемократски. Јас нема да објаснувам што се случуваше во изминатава година на политички план, бидејќи вие, почитувани граѓани, бевте сведоци на се гледавте, имавте многу информации и извлековте многу заклучоци. Јас имам свој поглед за сите работи и многу пати, гледајќи ве во очи, сум ви ги соопштил и од целиот овој контекст, кој ни беше наметнат, единствено ме притиска фактот што да не беше оваа политичка криза, наметната од опозицијата, економијата ќе се развиваше уште побрзо и многу поголем број на лица ќе се вработеа. Не можам да не ги споменам и настаните во Куманово, кои дадоа еден друг печат на сите општествено-политички и безбедностни случувања. Настани кои според мене имаат историско значење. И сакам во ова моје обраќање да изразам жалење и сочувство што во оваа година ние загубивме 8 човечки животи. Полицајци кои херојски на браникот на татковината беа дел од силите кои се бореа и успеа да го сузбијат нападот на организираната криминално-терористичка група во Куманово. Тие 8 полицајци Македонија вечно ќе ги памети и ќе ги уважува на единствениот начин на кој што заслужуваат, како херои. За овој темен политички контекст и сите пропратни манипулации и случувања во оваа година, нема да одам во детали во денешното обраќање до вас. Вие живеевте таа година. Вие имате совршена проценка за секој еден момент од 2015-та. Вие сте свесни, слободни и слободоумни граѓани, со изострено чувство за објективната стварност и со голема мудрост, со зрелост и со капацитет за носење одлуки. Во 2016 година, вие, граѓаните, ќе ја решите 2015 година. 2016 година е година на народот. Година кога народот на фер и демократски избори на 24 април ќе ја соопшти својата одлука и ќе ја прати својата порака. Изборите во април ќе стават крај на ова тешко бреме, а вие, граѓаните, ќе одлучите. Никој друг, туку вие, граѓаните. Изборите во април ќе бидат и своевидна порака до сите политичари и лица или структури и организации кои директно, индиректно или само како наблюдувачи биле и се вклучени во сите случувања кои ги доживувавме и преживувавме заеднички во 2015 година. Изборите ќе треба да донесат нов ветар во грб
нова енергија, нова сила за градење, на подобра иднина, на посветла иднина. Следната година треба да биде година која ќе ја видите најсеофатната програма, што било која политичка партија воопшто ја направила во Македонија. Понуда која ќе значи подобар живот, повеќе проекти, мерки, реформи, дела, посветла, сигурна, предвидлива иднина. Во овие празнични денови, посакувајќи им и на опозицијата, добро здравје и среќа во семејствата во престојната 2016 година, сакам да ги повикам да не бегаат од народот и достоинствено да го потврдат своето учество на изборите и да се придржуваат кон преземените обврски, затоа што на народот му е прекуглава од натегања, конфликтности и судири. Народот од нас бара решенија за нивните секојдневни проблеми. Изборите во април ќе бидат фер и демократски. И сите ние треба да направиме максимум тоа да биде така. Реформираниот закон за избори за прв пат ќе биде применет. Тој, помеѓу останатото, предвидува одсека па на сите наредни парламентарни избори, премиерот, ако повторно излегува на изборите, да се повлече од функцијата во еден кус период пред изборите, со цел да се осигура дека со тоа што нема да е во извршната функција, нема да има никаква предност во добивањето на довербата на гласачите. Јас прв ја поддржувам оваа реформа, затоа што верувам во својот народ и не сакам да дозволам алиби на било кого за да избега од соочувањето со народот. Сето ова досега е во делот на политиката, но ние сме најсилни во делот на економијата и сакам да ве уверам дека најголем фокус и во иднина ќе имаме на економијата и обезбедувањето на подобар живот на граѓаните. Досега, како резултат на заедничкиот труд, Светската банка на ново објавената ранг листа обзнани дека Македонија е 12-та најдобра држава во светот и 6-та најдобра држава во Европа во однос на добрите услови за водење бизнис. Кога дојдовме во владата, бевме рангирани дури на 94-тото место во светот. Подобрените услови за водење бизнис ни ја олеснија работата во привлекувањето на странски инвестиции. Но, ние во 2015-та силно се осврнавме и на домашните фирми, преку многу превземени мирки, а една од нив вреди посебно да се спомне. Тоа е проектот Македонија вработува, со кој на сите фирми во Македонија им се дадоа исклучителни финансиски поволности за да вработуваат нови работници. Ми представува особено задоволство фактот дека во 2015-та остваривме нова рекордно ниска стапка на невработеност, која заклучно со септември е 25,5%. Никогаш не била пониска. Да подсетам, таа беше околу 38% во 2006-та, од кога континуирано, секој квартал, се намалува. Имаме уште работа на овој план, но можеме комотно да кажеме дека сме на добар пат. Во 2006-та, при доаѓањето во владата, бројот на лица кои имале работа во Македонија беше 560.000 луѓе. Сега тој број е над 710.000 луѓе кои работат. Со нашите економски политики и посветеност сме успеале да овозможиме отворање на нови над 150.000 работни места, а тоа се 150.000 нови плати за граѓаните кои порано не работеле, а сега работат. Државниот долг на земјата не се зголеми, туку се намали од 39 на 36% од бруто домашниот производ и сме четврта најниско задолжена земја во Европа, според Евростат. Позитивниот тренд во економијата, особено на полето на инвестициите, ќе продолжи и во 2016-та, за кога е проектиран раст од 4% од бруто домашниот производ и на тамошно намалување на невработеноста. На крајот на 2014 година ветив дека во 2015 година ќе има најмалку 25 нови компании кои ќе објават одлука за инвестирање во Македонија, што се оствари
и се надмина. И тој број изнесува 30 компании кои одлучија да инвестираат и јавно ги објавија одлуките. Сега можам да ветам дека во 2016 најмалку 35 нови компании ќе донесат одлуки за инвестирање и ќе ги објават. Ова го кажувам на преходно направена анализа од преговорите кои ги имаме во понапредна фаза со голем број компании од многу земји. Американската Delphi одлучи да инвестира во зоната во Скопје и да вработи 500 луѓе. По успехот во Штип, Johnson Controls објави дека отвара нов капацитет во Струмица, кој ќе отвори нови 1500 работни места. И германскиот Костал официјално почна со инвестицијата од 50 милиони евра и со првите од 1000 вработувања кои треба да ги оствари. Американската Key Safety Systems започна со градба на својот објект во Кичево, а треба да ја заврши градбата до јуни 2016. Почна со работа и италијанската Diatec, MacDia, со која треба да се вработат 200 луѓе. Техника Textile во Штип ја изгради фабриката, во која треба да се вработат вкупно 1000 луѓе. Технохозе ја реализираше својата втора инвестиција во зоната во Скопје, каде ги започна вработувањата. А Гентер е во напредна фаза на градба на својата фабрика во Прилеп. Со план за нови 3000 работни места во Тетово е инвестицијата од 15 милиони евра на американската корпорација Lear. Германската Маккарт ја заврши инвестицијата во Велес, вредна 35 милиони евра. Во новиот капацитет ќе се вработат 600 луѓе, а планираат и проширување на капацитетите. Холандската компанија Антура го отвори својот нов капацитет во Кочани со план за 300 вработувања. Германската Акомпласт објави дека во јануари почнува изградбата на фабриката, а почетокот на производството се очекува во април-мај 2016 година. Американскиот Капкон во Скопје ја отвори новата фабрика за инфлатори за воздушни перничења, со која ќе бидат отворени вкупно 400 работни места. Во привремениот објект започна со работа втората фабрика на Амфенол во Кочани, со што се вработија 650 лица. А со другите производствени дивизии, нивната намера е да дојдат до 3500 вработувања. Италијанскиот Кондево инвестира околу 30 милиони евра и гради објект кој треба да вработи над 250 невработени, а истовремено се гради и новата фабрика на германската компанија ODV Electric, која ќе се изгради до јуни 2016 и ќе се вработат 1000 невработени од Охрид и Струга. Се потпиша и договорот со Монтанте Груп од Италија, со кој ќе се вработат 400 лица. Истовремено, за прв пат, две домашни компании, добавувачи на познати светски брендови, објавија дека ќе инвестираат во технолошко-индустријските развојни зони. Тоа е компанијата High-Tech и компанијата TT+, кои заедно треба да вработат 500 невработени лица. Судејќи по тоа со колку компании сме во финална фаза на преговори, очекувам уште поголем број на нови фабрики во 2016 кои ќе отворат нови работни места. Еве, например, во јануари очекувам објава на инвестиција во Велес, која со рестартирање на еден постоечки објект ќе отвори 1000 нови работни места, проект на кој подолго работиме. Ако новите работни места ни беа и ќе ни останат прв приоритет, сигурно во врвот на приоритетите ни се и младите луѓе, со голем број проекти за нив. Сепак, еден проект кој неодамна го објавивме, очекувам во 2016 да почне да се реализира, а тоа е проектот Купи куќа за млади. Тоа е проект кој очекувам на илјадници млади луѓе до 35 години во наредните години да им помогне да си обезбедат куќа под исклучително поволни услови со поддршка на државата. Во здравството имавме повторно многу нови вложувања и ќе имаме уште повеќе во 2016. Се изгради новата болница во Козле. Се изгради новиот простор за државната кардиохирургија, а ПЕТ центарот е при крај. Градбата на новиот клинички центар се одолжи,
но конечно се бара изведувач и во 2016-та ќе почне градбата на овој капитален проект. Исто како и клиничката болница во Штип, за која се одбра изведувач. Почнаа голем број темелни реконструкции на болници, како во Битова, во Прилеп и Свети Еразмо во Охрид. Следува и реконструкцијата на болницата во Струмица и градбата на ургентниот центар во Куманово, двете во март 2016-та, како и реконструкцијата на клиничката болница Свети Наум Охридски во Скопје. Во теке и градбата на болницата во Кичево. Се реши проблемот со лековите за лица со ретки болести. Се воведува поливалентните вакцини, а се подготвува и отворање на Центар за трансплантации во 2016-та. Во 2015 година пораснаа пензиите на пензионерите за 5%, а ќе следи и таков раст во 2016-та, како и раст на минималната плата согласно ветеното. Досега, од 2006-та, просечната пензија порасна за 70%, а најниската пензија за 84%. Во 2016-та треба да започне и градбата на нови државни пензионерски домови за пензионери со пониски пензии. Социјалната помош, наместо ветените 5%, во 2015-та порасна за 10% и ќе има ново покачување во 2016-та од најмалку 5%. Се изградија 10 нови детски градинки и уште 4 се при крај, а уште повеќе се планираат за 2016-та. Над 140 милиони евра се отплатија за земјоделците во 2015-та, а во 2016-та земјоделците може да сметаат на нови 150 милиони евра за земјоделието и да продолжи оваа стабилна и континуирана поддршка која ја добиваат. И поддршката не е само преку субвенциите, туку и преку помош за млади земјоделци, подигнување на нови насади и набавка на приплоден добиток, систем капка по капка, градба на брани и системи за наводнување. Во образованието, во теке реконструкцијата на студентскиот дом Гоце Делчев, а во 2016-та ќе почне градбата на уште 2 студентски дома во Скопје и 1 во Тетово. Почна со работа филмската школа во Охрид, во соработка со престижната чешка школа ФАМУ и Штипскиот универзитет. Почна и градбата на објекти на 2 нови факултети, на Финки и Факултетот за физичка култура. Формиравме и нов универзитет, Мајка Тереза, кој ќе биде на македонски, албански и англиски јазик и ќе представува нов квалитет во високото образование во Македонија. Истовремено, планираме Воената академија, која возобновивме, да прерасне во нов универзитет за национална безбедност, во чиј склоп ќе работат повеќе факултети. Прашањето со зајакнувањето на квалитетот на високото образование, како и минималните стандарди во делот на научните трудови на наставниот кадар, остана тема на која треба да се обрне повеќе внимание во 2016-та. Тече градбата согласно планот на 3 автопати во Македонија. Речиси готова и реконструкцијата на автопатот Веле-Скопје, а во 2016-та ќе се реконструира автопатскиот дел Смоквица-Гевгелија и Куманово-Скопје. Во 2015-та започнавме со реконструкција на 13 регионални и магистрални патишта во должина од 170 км. Во 2016-та започнува градба на неколку експресни патишта со 4 ленти, за кои веќе се обезбеди и се потпиша финансиска конструкција. Тоа се Штип-Кочани, Штип-Радовиш, Ранковце-Крива Паланка, Охрид-Пештани и Градско-Прилеп. Плюс ќе започнеме и реконструкција на други 6 регионални патишта. Се гради и пругата кон Бугарија и од Битова кон Грција, а се прави проект за пруга од Кичево кон Албанија. Се одвива проектот за реконструкција на железничките станици, а набавивме и нови 6 патнички композиции и нови товарни вагони. Ова се милионски проекти кои се инвестираат во македонската економија. Проекти, проекти и проекти,
Тоа е нашата работа. Нашите напори Македонија да се зачлени во Европската Унија и во НАТО ќе продолжат и во 2016-та, вклучувајќи ги напорите да се изнеде решение кое ќе овозможи деблокада од нашиот јужен сосед. Мигрантската криза во 2016-та ќе продолжи да биде сериозен предизвик и на неа ќе треба да останеме фокусирани. Односите помеѓу различните етнички заедници и спроведувањето на Охридскиот рамковен договор исто така ќе бидат во приоритетите, бидејќи соживотот представува клучен фактор за нашиот напредок. Не чека година кога многу работи ќе станат појасни, а Македонија ќе излезе од заложништвото и ќе застане гордо и достоинствено на патот кон напредокот. Ќе биде тешко, не верувам дека сите проблеми ќе ги решиме, но гарантирам дека ќе работиме повеќе со цело срце и подобро од било кој друг. Ќе одиме напред. Почитувани граѓани, ви посакувам среќна и берекетна 2016 година. Во добро здравје, спокојство и среќа во вашите семејства. Со заеднички сили да го продолжиме напредокот и развојот на Македонија. Ви посакувам личен успех во вашите зацртани цели, а вашиот индивидуален успех земен севкупно ќе биде и успех и гордост на целата наша држава. Нека ви е среќна и успешна новата 2016 година.